Што мислите вие од ова истражување? Заклучоци има многу, од секој сегмент има посебен заклучок. Дали нашата младина во Македонија е зачмаена? Ако споредиме младината во другите земји каде што е носечка сила со интелектуалната група на луѓе во една држава, дали сме зачмаени? Младите се зачмаени, немаат идеи, апатични се, влегуваат во некои насоки на корупција, бидејќи гледам дека во истражувањето имате и такви сегменти во областа на образованието, сте опфатиле корупцијата, приватен или државен универзитет. Да. Дефинитивно се согласувам со прашањето дали младината е зачмаена. Да, одговорот на истражувањето вика да, затоа што 24,7% од младите своето време го искористуваат пред компјутер или 24,9% е во кафана. Кога ќе ги собереме овие две појави или овие 2%, ќе видиме дека повеќето од 50% од младите во Република Македонија своето време го искористуваат зачмаено. Нивната неактивност, нивната недоверба кон се она што се случува околу нив ги прави да бидат затворени, но тоа пак има други реперкусии, значи во делот на девијантните појави кои што понатаму се јавува. Да, голем е процентот на оние што се испитани и дале мислење дека злоупотребата на алкохолот е на прво место кај младите, дрогата, пушењето. Тоа се трите тие нешта кои што ги консумираат од тоа што се апатични, без работа или пак немаат средства за студирање онаму каде што сакаат. Има многу фактори кои што влијаат за ваквата состојба. Многу интересно податок кажува во истражување дека на прво место е алкохолот, пушењето и на трето место се хазарните игри. Сведоци сме дека се она што се случува на ниво на цела држава е оптовареноста на младите за пополнување на ливчина за спортска прогноза. Значи тоа се дел од хазарните игри. И во обложувалниците. Во обложувалниците. И токму тоа го покажува истражување дека од оние девијантни појави кои што актуелни во ова време во кое што живееме, после алкохолот и пушењето следат тие. Што реално треба да се запрашаме и ние како граѓански сектор, како невладини организации, но и институциите кои што треба да делуваат на ниво на едукација и превенција. Зоран, ке може ли да ги прокоментираме и сликиве кои што течат во текот на целиот наш разговор? Ова се фотографии кои што вие ни ги донесовте. Да. Во најголем дел се фотографии од активности кои што коалицијата сега ги спроведува, ги имплементира, а се насочени кон јавните дискусии по однос на прашањето за донесување на закон за млади. Ние во изминатиот период организиравме регионални дискусии во Штип, во Тетово, во Прилеп и во Охрид, каде што ги поканивме на локално ниво сите засегнати страни ги викаме или сите оние кои што имаат директен контакт со младите, за да ги прашаме што треба да донесе или да има да биде сочинет законот за млади. И во таа насока ние односно до крајот на овој месец ќе организираме национална дискусија, каде што би сакале да разговараме и со министерствата кои што работат на одредени прашања поврзани со младите, да бидеме сигурни што е оно што треба законот за млади да донесе. Значи се залагаме за ова прашање бидејќи веруваме дека битно ќе влијае на промена на состојбите со младите. Еден закон за млади, направивме ние компаративна анализа на европското законодавство со македонското и видовме дека еден закон за млади може многу добро да го уреди прашањето на организирањето на младите и видовме дека еден закон за млади може да го уреди прашањето на учество на младите. Кога станува збор за учество, станува збор за начин на вклучување на младите таму каде што се носат одлуките. И само држава, и само општество во кое што се вклучени оние чии што понатамошни одлуки се однесуваат на нив, ќе биде добра држава, ќе биде силна држава и ќе имаме добра млада популација. Во моментов по прашањето закон за млади е завршена дискусијата во Србија и таму е во завршна процедура донесувањето на закон, тие го драфтираа законот за млади, иако самата иницијатива започна нешто покасно од нас.
И во таа насока Република Србија ќе го донесе законот за млади, каде што таму ќе ги дефинира согласно нивните потреби и приоритети. Од друга страна, од нашата анализа на европското законодавство видовме дека во Словачка и во Словенија тоа уште многу одамна е насторено и се уредени начините на организирање на младите. Кога зборуваме за начини на организирање на младите, зборуваме од најниската возраст, од основното училиште, од средното училиште, од факултетите и понатаму во здруженијата на граѓани, односно младинските организации. До кога се сметаат дека се млади? Па видете, има граница некоја на години? Многу е добро прашањето, бидејќи исто прашање го разговараме на сите дискусии. Так. Затоа што во Македонија нема ни еден закон во кој што дефинира границата млади. Единствено согласно националната стратегија за млади кај нас се млади на возраст од 15 до 30 години. Но тоа не е законска одредба. И во разговори со Министерството за правда видовме дека нив им е многу битно која ќе биде границата. Да. Затоа што и по другите закони ќе има соодветно детерминирање на возрастните граници, кој е дете, кој е млад. Имаме, например, имаме меѓународни и универзални документи на Обединетите нации во кои што таму ги делат младите на различни возрасти. Така. Имаме деца, имаме адолесценти. Така. Конвенцијата за правата на децата е еден од тие документи каде што пишува дека до 18 години е дете. Потоа е млад човек, но не се знае до кога. Не се знае до кога. Имате значи уште за дискусии додека ова го Да, решите? дефинитивно. Интересно беше што на регионалните дискусии различни представници на институции или пак млади даваат своји предлози. И најголем дел од тие предлози се дека младите треба да бидат во Македонија дефинирани со идниот закон за млади за кој што се залагаме во категорија или во граница од 18 до 28 или до 30 максимум години, со тоа што би се знаело и кај нас што е дете, што е млад човек. И верувам дека ова нешто ќе даде и нова сфера во правната рамка и во делот на младинско домување и во делот на младинско вработување, па дури и во делот на кој што ние се залагаме за повремена вклучување на вработување за повремена работа или сезонско вработување, што од друга страна во европските земји сме сведоци дека во летните периоди има огромен број на млада популација која што работи сезонски, само во еден период кога тие не студираат или кога не учат, и значително овај период во делот на вработувањето би го намалил процентот на побарување на работа, едноставно бивале се поголем процент на млади кои што се вработени.